Македонија веќе не е иста. Да, тагата и гневот полека се смируваат, но останува хиперчувствителноста во општеството. Мува да летне погрешно, одма се прави скандал од тоа. Власта и институциите се ставени под лупа, море под микроскоп и не дај Боже да се случи нешто, јавноста веднаш реагира нервозно и прстот го вперува во неа. И ова не го мислам во негативна конотација. Добро е граѓаните да имаат таква контрола и добро е за една власт да биде под таква строга контрола. Може би така конечно ќе почнеме да го менуваме овој коруптивен систем кој не дави со децении и кој ни носи вакви трагедии, како оваа во Кочани. И мора да си признаеме, како што народот експресно веќе реагира на секоја ситница и бара брза итна реакција, така власта, барем досега, експресно реагира. Никому не му простува. Кој да е од која да е партија, на која да е функција и слично. И тука пред се предничи Министерството за внатрешни работи. Од лани, односно од промената на власта, досега има околу 100 полицајци кои се казнети токму поради ситна корупција. Дали досега имало ваква пракса? Јас мислам дека ова е прв пат во историјата да има ваква неселективност во казнувањето. Значи битката е почната. Да, далеку сме од тоа да кажеме дека сме се отарасиле од корупцијата, но мора да признаете дека работите полека се менуваат. Знам дека е тешко да се верува во ова. После толку години, некако се навикнавме на таа корупција и досега не толку власти најавувале битка против неа, но на крајот ништо не испаднало. Што стана, на пример, од нема правда, нема мир? Ништо. Едноставно, толку пати си имаме изгорено што сега и на кисело млеко дуваме. Но ке повторам, мора да признаете дека барем засега може би делува исто, ама гледаме дека не е.